Митинзи, веење на партиски знамења, пеење на химни, нудење кафе и локум на врати и купишта црна кампања. Удари под појасот, навреди, оцрнување на личности, нивните семејства, копање по приватноста на кандидатите. Ова е она што ја очекува Македонија во идните месеци. Одржувањето на два изборни циклуса со себе носи и две политички кампањи. Ем за пратеници и влада, но и за претседател на државата. Комуниколозите сметаат дека и овие изборни кампањи можеме да очекуваме да преовладува црната кампања, иако истата со себе носи само негативности и никогаш не носи победа. Сепак, велат познавачите, негативната кампања е резултат на недостиг на идеи за решенија и полесен пат за да се одземат гласови од противникот, иако тоа не е гаранција дека тие гласови би завршиле на вашето конто. Кордалов за Алфа вели дека црната кампања сама по себе не дава резултати, но и на овие изборни циклуси ќе биде примарна алатка. Посочува дека негативната кампања, која се базира на критики за неисполнети ветувања и резултати, е потребна во демократијата. Меѓутоа, граѓаните очекуваат и да слушнат што партиите нудат, со кои луѓе и во кои рокови. Црната кампања која што очекувам да има, ќе си продолжи да си носи три работи. Првата е апатија, а втората е намалување на бројот на гласачите, третата е давање на некаква поддршка од поголемите партии, наместо да додат гласовите таму во помалите партии. Тоа го прави црната кампања, додека негативната кампања која што се базира на критика, но и солуција како треба да се направи е нештото кое што може да ги мотивира граѓани. Марко Трашановски од Институтот за демократија посочува дека црната кампања е глобален тренд, па така не изостанува ни во Македонија, иако со неа се демотивираат гласачите. За жал, нити партиските центри за комуникација, нити PR стратезите до сега ни покрај многуте апели од наша страна и од целата експертска јавност не најдоа за сходно, нити пак има доволно свесност каква штета прават по општественото национално ткиво и менталното здравје на луѓето со негативната кампања и продолжуваат да користат истата затоа што е ефтин начин да се добие политичка поддршка без реално да се потрудите да испорачате решение или да понудите решение. Според познавачите, мите дека црната кампања дава позитивен резултат. Најголемата замка во која што паѓаат политичките партии е дека тие се караат со политичкиот противник. Вие како политичка партија, небитно каде сте на спектарот, власт, опозиција, вие не постоите за да се карате со вашите противници. Вие постоите за да промените нешто во општеството, за да освоите или задржите власт и да направите нешто за граѓаните за што ве гласеле. Вие не постоите за да се докажете на политичките противници дека тие не чинат, а вие сте добри. Македонија памети низа на обвинување меѓу политичките партии и енормно користење на црна кампања во предизборието. Како најеклатантен пример, кој не донесе победа на креаторот на црната кампања, беа прислушуваните разговори кои беа користени како алатка за оцрнување на противникот. Но и покрај тоа, на тие избори СДСМ не беше победник. ВМРО ДПМН повторно ја доби поддршката на граѓаните, барем според мандати, но сепак не направи влада.